Почитувани мои, речиси, 16 кусур години сум тука во славна Дебарца, правејќи документарни видеозаписи за многуте населени места одека во славна Дебарца. А како што и самите знаете, извинете што вака полека се синува маси скаливе се разбојдисани, што вика старите, направени се пред 80 години, никој не ги поправил и така. За забод на времето полека пропаѓаат. Како што реков, тука сум 16 години во Дебарца. Овде, позади мене се наоѓа поранешната општинска зграда на општината Сливовјанови. Овде како бев пред 5-6 години и денеска постои таа зграда, тука имаше доста купишта на книги од евиденција тамо некаде од 50-тите години, па некаде се до 86-та година, 1986 година, каде што она што останало тука е останато на забод на времето и никој не се погрижил. А дел од ова документација ќе се обидам да ви пренесам и вам, драги мои, да погледнете и сами да заклучите каде е историјата на македонскиот народ, каде се фрла историјата. Славна Дебарца е темелот на современа Македонија. Ова година се слави 80 години од формирањето на Народна социјалистичка република Македонија, кој што беше во составот на СФРЈ и кој што континуитет го продолжи и Република Македонија со референдумот од 8 септември, каде што континуирано, значи сме тука некаде во современиот свет околу 80 години. Дебарца е денствен природен рај. Дебарца е оаза на цивилизацијата. Таа е оаза на културното наследство на Македонија. Ако бараш простор во кој се испомешало минатото со сегашноста, сегашноста со иднината, посети ја славна Дебарца. Посети ги славно дебарцките села кои молком шепотат скоро без глас, раскажувајќи и пророкувајќи си ја собствената судбина од раскошен мир и немир, во исто време необјаснливо сплотени едни во други, обдарени со милоста Божија, простор во кој се слушаат звуците на музите, кој оддава впечаток на жално певање на некогашната вечност, сегашност, миг и иднина. И пак ако сакаш да го најдеш собствениот мир, грабни барем дел од мирот, оној духовниот во вера Христова, со која биле подигани преубавите камени базилики, втемелени врз цврста карпа на вечен простор, во кој одекнуваа звуците на непокорот на македонецот низ битот и желбата за опстојот. Словенските народи немале свој цариград, каде што со векови било собирано царското богатство, ама ние сме го имале Охрид, каде што се развивало нашето писмено, црковно и културно богатство. Затоа, Охрид е нашиот словенски дворец, од каде што се развивал духовниот живот, а Свети Климент е првиот просветител што создал толку голем црковно просветен центар во Македонија, што се рамнел со најголемите. Единствено, Свети Климент е наречен вториот апостол Павле, како што пишува во житието за него блажениот Теофилакт Охридски, бидејќи она што бил апостолот Павле за Македонија, 10 века потоа станал и Свети Климент Охридски. Библиска вистина е дека Бог го упатил Павле кон Европа, доаѓајќи најпрво во Македонија, како што бил повикан од човек македонец кој го молеше и велеше: премини во Македонија и помогни ни. Тие два свети лика,
се нашиот почеток и сигурен од посветол пат кон усовршување во доброто. Со апостол Павле започнуваат нашето охристовување и христијанизација, а со Свети Климента нашата евангелизација, оцаковување, просвета, книжевност, уметност, култура и се. Такви се Божјиот план и промисла. Во Македонија да дојде апостол Павле, па Свети Кирил, Свети Климентовиот универзитет е познат по тоа што во основа на сите научни дисциплини било Светото писмо, Библијата, христијанското учење и христијанската етика. Библијата била во рацете на секој наставник и ученик основна книга и темел на се. Со богомудрието се градело човекомудрие. Се образовале достојни богослужители и народнослужители, книжевници, учители, лекари, апотекари, законотворци, правници, историчари, музичари, иконографи, фрескописци и сите учени луѓе. А тие правеле се за да биде човекот човечен и устремен кон доброто и совршеното. Свети Климент ја пренесувал евангелската порака и верил дека не е доволно само да не правиме зло, туку треба да правиме и добро. Како што рекол Христос, прави го она што сакаш тебе да ти го прават другите. Ги учел на добро детелен живот и тоа го покажувал со личен пример. Поучувал не само со зборови, туку и со живот. Како што рекол Христос, поучете се од мене. Ги советувал на богољубие и братољубие, според Божјата заповед, сакај го ближниот како себе си. Учител, како што бил Христос за апостолите, така и Свети Климент бил пример за учениците. А во тоа е тајната на неговиот зачудувачки голем успех. Другарувал со нив, живеел со нив, со кротост и со љубов татковска се однесувал кон нив, а тие му возвраќале со послушание и синовска оддаденост, како што се вели во читието, го слушаа како татко. Свети Климент љубел со срце, не со уста. Неговото деноноќно присуство меѓу учениците и духовното влијание многу значело во нивното оформување како личности. Времето на Свети Климент се нарекува и златен век на нашата просвета, на нашата култура и нашата писменост. Го формирал Охридскиот универзитет за да можат младите да се стекнат со образование. Тоа е првиот словенски универзитет и прв универзитет во Европа, а биле изучувани сите тогашни науки. Се создала книжевност од ораторската проза и црковната поезија. Во Европа влегла новата писменост на новиот јазик на словените. Започнал нов период во историјата на целото средновековно христијанство. Охрид, Свети Климент и неговиот универзитет станале граница меѓу двете големи јазично-културни цивилизации – грчката и латинската, а се издигнала во Европа третата, словенската јазично-културна цивилизација. Да се истражува регионот Дебарца навистина представува не само задоволство, туку и привилегија, затоа што на незиниот простор тлее материјален културен комплекс од времиња, а од него се раѓа мистичен дух кој обседнува со својата акумулирана енергија на творечкото минато, кој најпрво внесува возбуда, потоа станува занес со неговата комплетна содржајност од творечки реликти на непрекинато милениумско творештво, иако за жал многу импулси на минато културно создавање за секогаш се загубени, уништени од погрешно насочена акција, од погрешно потребена енергија и на крајот од погрешно искористените резултати на таквиот запад.
Дебарца со својата изводрена географска местоположба, особено со богатството на многобројните цркви и манастири, представува своевиден бисер со посебен духовен ареал што Господ го создал на земјата. Со нивната разновидност на Дебарца и даваат посебност, автентичност, единственост, репрезентативност, разновидност и интегралност, кое представува добро од највисоко национално значење, кои се нераскинлив дел на историското обстојување на Дебарца, на Македонија и на македонскиот народ. Свети Климентовиот универзитет е познат по тоа што во основа на сите научни дисциплини било Светото писмо, Библијата, христијанското учење и христијанската етика. Библијата била во рацете на секој наставник и ученик основна книга и темел на се. Со богомудрието се градело човекомудрие. Се образовале достојни богослужители и народнослужители, книжевници, учители, лекари, апотекари, законотворци, правници, историчари, музичари, иконографи, фрескописци и сите учени луѓе. А тие правеле се за да биде човекот човечен и устремен кон доброто и совршеното. Свети Климент ја пренесувал евангелската порака и верил дека не е доволно само да не правиме зло, туку треба да правиме и добро. Како што рекол Христос, прави го она што сакаш тебе да ти го прават другите. Ги учел на добродетелен живот и тоа го покажувал со личен пример. Поучувал не само со зборови, туку и со живот. Како што рекол Христос, поучете се од мене. Ги советувал на боголюбие и братолюбие, според Божјата заповед, сакај го ближниот како себе си. Учител, како што бил Христос за апостолите, така и Свети Климент бил пример за учениците. А во тоа е тајната на неговиот зачудувачки голем успех. Другарувал со нив, живеел со нив, со кротост и со љубов татковска се однесувал кон нив, а тие му возвраќале со послушание и синовска оддаденост, како што се вели во житието, го слушаа како татко. Свети Климент љубел со срце, не со уста. Неговото деноноќно присуство меѓу учениците и духовното влијание многу значело во нивното оформување како личности. Тие ги гледале големата трудолюбивост, неуморната молитвеност и строгиот подвижнички живот на својот ценет учител. И затоа запишале: ние никогаш не го видовме да е без работа. А и тој бил од истиот народ и го сакал и го знаел по душа, а ако бил некој дојденец, Елин или Латин, Сириец или Александриец, не ќе можел така да им се доближи, ниту пак тие ќе можеле да го сметаат за свој и толку близок. Целиот живот им го посветил на Бога и на народот. А секој народ има таков учител од Бога испратен за негово спасение. Нашиот најголем учител и духовен пастир е Свети Климент Охридски. Тој е Божји светител и народен просветител. Просветител со полно значење на зборот просвета. По 7-годишната учителска дејност, во 893 Господово лето, Свети Климент бил поставен за епископ Велички и станал прв словенски епископ во чија епископија се богослужело, се проповедало, се читало и се пишувало на старо македонски словенски јазик. Организирајќи ја својата епископија, станал организатор на црквата кај нас. Со наша народна иерархија, та во Охрид ги поставил темелите
на подоцнежната Охридска архиепископија, од која произлезе Македонската православна црква, вистинската и доследна нејзина наследничка и продолжителка на Свети Климентовото дело. Свети Климент Охридски бил епископ со вера и со љубов кон Бога и кон луѓето, жртва на народот и со живот според Евангелието. Никогаш не понизил никого, епископувал апостолски. Притоа, неговата најблиска подкрепа бил Свети Наум Охридски, основоположникот на монаштвото во Македонија. И двајцата биле од Бога повикани и избрани од светот, за да се издигнат високо над светот. И секогаш први го правеле она што ќе побарале да го прават и другите. Та сведочеле со својот личен пример. Го надживеале времето и се вградиле во вечноста и во светоста. Нам пак, на македонците, ни останува како достојни чеда Свети Климентови да бидеме вистински следбеници, да ги чуваме и негуваме со љубов и грижа придобивките од памтивек наши, и верата, и црквата, и народот, и татковината, и јазикот, и писмото, и просветата, и книжевноста, и минатото, и иднината. Дебрца изобилува со сакрални објекти, изградени уште од времето на светите Климент и Наум, кои се нераскинлив дел од разновидното културно богатство кое говори за традицијата и недопрените живописни предели во овој крај. Од времето на светите Климент и Наум потекнуваат триконхалната црква, посветена на Света Богородица Пречиста, кај село Злести, и црквата Свети Никола, сместена во еден незаборавен живописен предел на околу 2 километри од денешното село Издеглавје. Во Велмеј се наоѓа црквата посветена на чудотворецот и заштитникот на водите Свети Никола, во која над јужниот влез во една полукружна лунета е насликана единствена представа на Света Богородица со малиот Христос, кој на левото уво носи наушница со потекло од 13-тиот век. 15-тиот век изобилува со изградба на цркви и манастири, а меѓу повпечатливите се Свети Ѓорѓи во Годивје и црквата Света Богородица Келија во селото Велмеј, а во 17-тиот век интересен е живописот во црквата Свети Ѓорѓи во село Врбјани, во која за прв пат се насликани ликот на Охридскиот архиепископ Прохор, односно ликот на Свети Наум Охридски, облечен како архиереј. Со најновите археолошки истражувања се дојде до епохални откритија. Под темелите на црквата Сите светци од 15-тиот век се откри постар храм и некропола на Калуѓери, кои според гробните прилози потекнуваат од 10-тиот и 11-тиот век. Уникатна е црквата посветена на Свети Ѓорѓи во селото Годивје од 15-тиот век, која по својата архитектура е слична со оние на Охридските цркви Свети Константин и Елена и Света Богородица Болничка. Во олтарниот простор се насликани фигури на двоглави орли, стари символи на македонската царска власт и јагне со иницијали на Исус Христос, представа која го символизира добриот пастир. Би ја споменале и црквата Света Богородица Келија во Велмеј, во чии конаци постоело женско ќелињно училиште. Со промената на општествените услови кои ги носат 19-тиот
и 20. век се обновуваат старите и се градат нови, велелепни црковни зданија. Меѓу нив се Свети Никола во Мраморец, Свети Невека и Света Богородица во Слатино, Свети Илија во Лактиње и други. Дебрца изобилува со цркви и манастири кои се неизоставен дел од духовниот дел на славна Дебрца, кои се позиционирани на доминантна позиција, кои зрачат со својата убавина, изградени во различни временски периоди, сите еднобродни, градени од кршени, приделкан камен, со прецизно изведени рабови на боковите, поврзани со варов малтер, земја или глина, со примената камена пластика при изработка на вратите и прозорците, со завршни венци начисто изведени од профилиран камен, со двоведен покрив изработен од багремови греди, со изворен кровен покривач од делкани доломитни плочи во комбинација со теракотна опека, фреско живопишани зидни површини, копаничарска филигранска иконостасна релјефна резба, ткаена во ореово дрво, подови покриени во камена пластика, впрочем, како што и манастирот собир на сите свети во селото Лешани. Во Долна Дебрца, на само 7 километри од магистралниот пат Охрид-Скопје, десно од селото Ботун, се наоѓа единствениот на Балканот манастирски комплекс посветен на сите светии, односно Си свети. На влезот од селото Лешани, по тесно асфалтираното патче низ густата шума се доаѓа до ова светилиште. Од манастирскиот двор се протега прекрасна панорама и како на дланка се гледаат населбите во Долна Дебрца. Над комплексот се зеленее густата дабова и габерова шума на Плаченска планина. Земе, рај, место за молитва, за духовен и душевен спокој. Црковно-духовниот живот во селото Лешани се одвивал од давнишни времиња, а се задржал се до ден денешен, најсетне во поранешната главна соборна црква Успение на Пресвета Богородица, чија првична градба се наоѓала во местноста Кутлишта, од каде што сите престолни и празнични икони од незиниот иконостас, насликаниот зографот Русалим Крстев од Лазарополе, се пренесени во старата црква Свети Никола, изградена во 18. век, чиј под се наоѓал 80 сантиметри под површината на земјата, со припрата на западната и јужната страна, на чие место од 1909 година до 1919 година е подигната нова со исто име, а осветена во 1920 година, реобновена во 1978 година, истата година и осветена од архиепископот на Македонската православна црква, Охридска архиепископија, господин Ангелари, која воедно е гробјанска и соборна црква. Црковно-духовниот живот се одвивал од давнишни времиња, а се задржал се до денешен ден и во црквата Свети Петар, која се наоѓа источно од селото, во местноста Чуки, во чија местност се наоѓаат урнатини од средновековна еднокоравна градба со тристрана апсида и две простории западно од апсидата. Вкупната должина изнесува 13 метри, а ширината 6 метри. Во олтарниот простор има иконостас од камени плочи, на кои се врежани надписи со старомакедонски букви. Во средината од западниот зид се забележува влез во црквата,
а сличен влез е забележлив и во средината од зидот, што ги дели двете простории од црквата. Ширината на зидовите изнесува 70 сантиметри. Западно и северно од остатоците на црквата се наоѓа некропола од римско време. Црковно-духовниот живот се одвивал од давнешни времиња, а се задржал се до денешен ден и во црквата Свети Атанасије, која се наоѓа северно целото на селскиот рид, каде што на зарамнетото плато се назира основа од сакрална градба. Јужно од овој простор се забележуваат големи камени плочи од римска некропола. На средината од просторот денес стои обележјето наречено икона, изградена од камени плочи, најверојатно изведени од гробните конструкции. Манастирско-црковниот духовен живот се одвивал од давнешни времења, а се задржал се до ден денешен и во манастирот Собор на сите светии, единствен на Балканот, манастирски комплекс посветен на сите светии на православната екумена, чие етимолошко потекло води од стариот македонски збор Сих Сјатик, во историографските записи попознат како Лешанскиот манастир, распослан под врвот Клепало, меѓу местностите Чуки, Јанчејца и возвишенијето Свети Атанасије, на плато од огранокот долни осој од планинскиот венец Мазатар на Бакченска планина. Почитувани мои, пред да ви ги пренесам моите досегашни историографски сознанија за манастирскиот комплекс Собор на сите светии, предлагам да ве запознам со самиот празник посветен на сите светии. Празникот посветен на сите светии се поврзува со името на светата царица Теофанија. Таа потекнува од чисто семејство. Незините родители Константин и Ана имале царска лоза. Долги години беа бездетни и се молеа на Пресвета Богородица за пород. И Бог им даде рожба, черка, на која и дадоа име Теофанија. Теофанија, која беше задоена со христијанскиот дух уште од детството, ги надминуваше своите другарки во сите христијански добродетели. Кога порасна, стапи во брак со Лав, синот на царој Василий Македонецот. Заедно со мажот ти претрпеа големи неволји. Заради клевета дека Лав носи во чизмата нож за во згодна прилика да го убие својот татко, лековерниот цар Василий ги стави синот и снаата во затвор. Тие две невини души трпеа затворени 3 години. Еднаш на празникот на светиот пророк Илија, царот ги повика сите своји големци на гозба. Во еден миг папагалот ненадењно ги изговори зборовите: "Леле, леле, господине Лав", и неколку пати ги повтори овие зборови. Ова мошне го возводи царот и сите го замолија да ги ослободи синот и снаата. Нажалениот цар така и стори. По смртта на својот татко, Лав се зацари и беше наречен мудар. Теофанија не го сметаше своето царско достоинство за нешто битно. Сета предадена на Бога се грижеше за спасението на својата душа, остејчи, молејќи се и делејќи милостина, обновувајќи многобројни манастири и храмови. Од нејзините устни не излезе лажен збор, ниту излишен, а најмалку клевета. Пред својата смрт ги повика сите своји ближни, се прости со нив и му ја предаде својата душа на Бога во 892 година. Царот Лав сакаше да подигне црква посветена на незиното име, но бидејќи патријархот проговори во незина чест во неделата после 50-тицата, за време на почетокот на Петровденските поклади,
подигна храм посветен на сите Христови свидетели и го нарече собор на сите светии, говорејќи дека ако Теофанија е светителка, нека се прославува заедно со останатите светии, чии имиња не се познати, како поради нивната бројност, така и поради тоа што нивниот култ во одредени краишта не заживеал. Споменот на светицата Теофанија да се празнува заедно со споменот на оние светци што имаат и посебни празници, за да се покаже дека сите верувале во еден Исус Христос и за него страдале. Манастирскиот комплекс Собор на сите светии има 3 цркви. Старата црква Собор на сите светии, Новата црква Собор на сите светии, Параклисната црква Покров на Пресвета Богородица, монашките конаци, гостоприемливиот, изграден во 1928 година, и монашкиот, изграден во 1974 година, и манастирската капанарија. Старата манастирска црква Собор на сите светии е мощна и стара црква. Старата манастирска црква, впрочем, представува мощен стар манастирски комплекс кој зафаќа простор од околу 400 метри квадратни. Староманастирскиот комплекс го сочинуваат ранохристијанската базилична црква од 5 век, црквата од 6 век, црквата со контифори од 9 век, за време кога на овие простори престојувал свети Климент Охридски, чии остатоци се наоѓаат позади апсидалниот дел на ранохристијанската базилична црква и црквата од 11 век, врз чии темели е изградена старата црква, за чија црква пишаните црковни повелби, псалми и посланија датираат од 1014 година до 1018 година, за време на владењето на македонскиот владетел царот Самоју и на македонските владетели Иван Владислав и Гаврило Радомир. Црковниот духовен живот во старата црква како составе дел на староманастирскиот комплекс непречено се одвивал за време на македонската царска династија која владеела со Византија од 1018 па се до 1056 година. Во неа духовен живот непречено се одвивал за време на македонската династија на Комнените, која со Македонија владеела од 1057 година до 1185 година. Духовен живот непречено се одвивал за време и на македонската династија на Ангеалите од 1185 година до 1204 година, за време на македонската династија на Ласкарисите од 1204 година до 1261 година, за време на македонската династија на Палеолозите од 1261 година до 1282 година, за време на крал Стефан Урош II Милутин од 1282 година до 1321 година, кралот Стефан Урош III Дечански од 1321 година до 1331 година, цар Стефан Душан од 1331 година до 1355 година, кралот Стефан Урош V од 1355 година до 1365 година, кралот Димитрија Волкашин од 1365 година до 1371 година и кралот Марко од 1371 година до 1395 година. Обстојувањето на манастирско-црковниот духовен живот на манастирскиот комплекс Сите светии е забележан во Отоманскиот пописен тапи Дефтер број 8 од 1396 година,
за време на владењето на отоманскиот султан Бајазид II во дефтерот од 1443 година, кога со Охридско-Струшко-Дебарско-Скадарската регија владеел Ѓорџија Кастриот. Старата манастирска црква, чие име го носи на сите Христови сведители, собор на сите свети, е изградена врз темели на постара црква, која е датирана од 11 век, со запатен простор од околу 150 квадратни метри. Според многуте црковни повелби, грамоти, житија, напишани од властелата на Немањичи, посветени на Охридската катедрална соборна црква Света Софија, се дознава дека старата црква е завршена со градба во 1452 година под ктиторство на Никола Божичев во времето на Охридскиот архиепископ Никодим. Старата црква по својата архитектура и сликарска програма представувала типичен примерок на византиски стил на градба и сликарство со полукружна апсида на јужната страна. Основата на градежниот материјал за незината изградба бил отделкан и кршен травертинско-бигорни камен, меѓусебно поврзан со варов малтер со средишна купола. Кровната конструкција на корабниот дел била на 2 води, куполниот и апсидниот дел на 6 води, обработена од стар брестов чинар, обложен со доломитни мали во квадратна форма обработени плочи во филигрански средновековен црковен стил. На надворешниот западен зид, веднаш над влезната врата, постоела вдлабена полукружна ниша во камена релјефна пластика, обработена до појасна представа на Христовите сведители. На надворешниот западен зид, во полузасводена обработена во релјефна камена пластика, се наоѓала влезната врата, чија тешка дрвена врата исто така била обработена во релјефна дрвна пластика, од каде што се влегувало во нартексот. Според многуте црковни повелби, грамоти напишани од неколку владетели кои владееле со Македонија од страна на српската царска властела на Немањичите, посветени на Охридската катедрална црква Света Софија, се дознава дека западниот надворешен зид бил фреско живопишан, како и нартексот. Натрешниот простор на старата црква бил поделен на травеи со испуштени пиластри. Иконостасот на црквата бил изработен од камена травертинско-бигорлива пластика, каде што во горната зона биле поставени 12 апостолни икони, во долната зона царските двери и престолните икони, на вратата од протезисот бил насликан Свети Архангел Микаил. Во првата зона на апсидата била насликана литургиска служба на светите отци. Во средината на сцената бил поставен светиот престол, чесната трапеза. Од двете страни светите отци, творци на литургијата, држејќи во своите раце отворени евангелија со испишани текстови од литургијата. На јужната страна биле насликани Свети Јован Златоуст, Свети Григори, Свети Атанасиј Александриски, а од северната страна Свети Василий Велики, Свети Никола и Свети Кирил Александриски. Во највисоката зона на сводните делови од двете страни биле насликани неколку сцени од животот на Исус Христос, а околу него од двете страни на сводот тројца пророци. На јужната страна од сводот биле насликани пророкот Езеки, пророкот Илија и пророкот Елисеј, а на северната половина од сводот пророкот Наум, пророкот Данаил и пророкот Амос, а на северниот зид била насликана двопојасна представа на Христос Вседржител, пророкот Мојсеј и пророкот Арон во цел раст. А на западниот зид се наоѓал фреско живописот на Тајната вечера.
Гојко Суботич во неговиот научен опис, внесен во книгата Охридската сликарска школа од 15 век, посветен на Старата црква, поточно за потполно сочуваниот неразличен дел на црквата, олтарот и за дзидното сликарство на олтарскиот фреско живопис, го забележал следново. За време на владеењето на отоманскиот султан Селим I во 1520 година, Старата црква е делумно разурната, каде што е останат само олтарскиот простор на црквата и олтарскиот фреско живопис. Фреско живописот е стар 600 години. За зографот на живописот во Старата црква, Гојко Суботич вели дека бил искусна личност и талентиран творец, кој со својата подготовка ја надминувал доверената му задача. Гојко Суботич за живописот вели: она што го прави живописот во црквата од 1452 година е необичната палета на непознатиот зограф, во која преовладува чисто сината боја, иако неговиот пейсаж не е секогаш достојно прецизен, но сепак покажува рака на вешт зограф, школуван врз зографската традиција од претходната епоха. Во сводниот дел на олтарот е сочуван скоро целиот живопис, од кој посебно се издвојуваат представите на Светите Тројца и приготвениот престол. Од запад кон исток на сводот следат приготвениот престол околу кој лебдат серафими и трони, старецот на деновите окружен со серафими и ангели и тетрамофори, а над олтарниот простор е Христос со сцената Вознесение. Во пониските појаси се допојасни ликови на пророци во медајони по 10 од секоја страна, и тоа на југ кон олтарниот простор насликани се пророците Исаија, Илија, Мелахи, Давид, Самуил и Микеј, а на спротивната страна од запад кон олтарниот простор пророците Захари, Јаков и Оси, а меѓу нив и ликови на не многу познати пророци. На источниот зид е благовештението. Архангелот Гаврил и Богородица се разделени со олтарната апсида, фреската Пресвета Тројца, која е единствена со ликот на Бог Отец од 15 век, сцените раѓањето Христово, сретение, крштение и воскресението Лазарево, се во подолните делови на полублесниот свод на јужниот зид. На јужниот зид во зоната на допојасните светителски представи поставени во медалјони и во правоаголни полиња, освен трите лика во медалјони, во олтарскиот простор, од исток кон запад се светиите Силвестер, Власи, Ахии, Козма, Дамјан, Пантелеймон и Марина. На северниот зид се Евстахи, Христифор, Анани, Азири, Елефтри, Поликрат и Григории. На северната страна се Свети Димитрија, Свети Ѓорѓија, а пред иконостасот од Десеизот е останата само фигурата на Богородица. Потоа, во олтарниот дел следат архиереите, Свети Петар Александрски и Свети Атанасиј. Во нишата од скомидијата е архиџаконот Стефан, во главната апсида се Свети Василий Велики, Христос жртва меѓу два ангела и Свети Јован Златоуст. Свети Роман е Евангеликот. На јужната страна се Григорий Богослов и Кирил Александриски. Старецот на деновите окружен со небесни сили, во средината со Ефтемија е на западниот зид над влезната врата. Почитувани мои, овој документарен запис посветен на манастирскиот комплекс Сите свети
во чиј состав влегуваат рано христијанската базилична црква од 5. век, црквата од 6. век, црквата со контифори од 9. век и црквата од 11. век, врз чии темели е изградена старата црква, не би била комплетна ако не би ги пренесам моите досегашни историографски сознанија и за новата манастирска црква, посветена на Христовите свидетели, чие име го носи собор на сите светии, чии избидувања се случувале стотици години на овој простор, кои се нераскинлив дел од парчево земја која со милениуми се нарекува Македонија, а народот кој со векови живее македонски, ќе ви пренесам во наредната репортажа.